Хари Потер и каменот на мудроста од J.K. Роулинг. Глава прва. Момчето што преживеа. Господин и господја Дарсли од улица Привет Драйв број 4 со гордост можеа да речат дека се совршено нормални луѓе, благодарам на прашањето. Од нив никој не очекуваше дека ќе се плеткаат во чудесни и таинствени нешта, едноставно затоа што не одобруваа такви будалштини. Господин Дарсли беше директор на една фирма за производство на дупчалки. Беше крупен, набиен човек без врат, но затоа пак имаше навистина раскошни мустаки. Господја Дарсли беше русокоса и слабичка, со двојно подолг врат од вообичаено, што и беше од голема корист, затоа што поминуваше многу време истегнувајќи го преку комшиските огради. Имаа синче што се викаше Дадли и според нив нигде на светот немаше поарно дете од него. Тие имаа се што им душа сакаше, но имаа и една тајна, а најмногу од се плашеа дека некој ќе ја открие. Не можеа да замислат некој да дознае за Потерови. Господја Потер и беше сестра на господја Дарсли, но се немаа видено неколку години. Всушност господја Дарсли се преправаше дека нема сестра, бидејќи сестра и нејзиниот сопруг, кој не го биваше за ништо, личеа на нив колку што белото личи на црното. Дарслиеви се стресуваа од непријатност кога ќе помислеа што би рекле комшиите да ги видат Потерови во нивното мало. Знаеа дека и Потерови имаат синче, но никогаш го немаа видено. Тоа всушност беше уште една добра причина да се седат настрана, зашто не им се бендисуваше Дадли да се дружи со едно такво дете. Тој сматен сив вторник, кога почна нашава приказна, на облаченото утро со ништо не навестуваше дека наскоро во сета земја ќе почнат да се случуваат чудесни, таинствени нешта. Господин Дарсли си подпеднуваше додека си ја врзуваше најиздодевната вратоврска за на работа, а неговата господја со уживање му ги раскажуваше најновите озборувања додека се бореше да го вотне расплаканиот Дадли во неговото столче. Никој не го забележа крупниот жолтеникав пуф што пролета крај прозорецот. Во 8:30 господин Дарсли си ја зеде акчантата, ја бакна жена си во образ, потоа се обиде да го бакне и Дадли, но не успеа затоа што тој сега се дереше на цел глас и бесно ја шлакаше кашичката под зидот. Мангуп на тато! Задоволно промрморе додека излегуваше. Седна во автомобилот и со рикверц излезе од дворот. Уште нааголот од улицата се појави првата чудна работа. Една мачка читаше мапа на градот. Во првиот момент господин Дарсли не свати што виде. Потоа се штрекна и пак се сврте. Мачката си стоеше на аголот од улица Привет Драйв, но никаде немаше никаква мапа. Како можеше да помисли таква глупост? Сигурно беше игра на светлината. Тој трепна и продолжи да зјапава мачката. И мачката зјапаше во него. Ја следеше во ретровизорот додека вртеше кон главната улица. Таа сега го читаше знакот на кој пишуваше улица Привет Драйв. Го гледаше знакот. Мачките не знаат да читаат мапи или знаци. Дарсли ја затресе главата за да ја разбистри и ја тргна мачката од умот. Додека возеше кон центарот на градот, мислеше само на големата нарачка дупчалки што требаше да ја добие дента. Но на излезот на градот дупчалките повторно ги замени нешто друго. Дури чекаше сред вообичаената утринска сообраќаја на турканица, не можеше да не ги забележи многобројните, чудно облечени луѓе по улиците. Луѓе во наметки. Дарсли не трпеше чудни алишта и мислеше дека новиве генерации шетаат наоколу како да се преправени. И ова сигурно беше некаква нова глупава мода. Тупкаше со прстите по воланот и зјапаше во овие настрани луѓе. Една група стоеше недалеко и нешто возбудено шепотеше. Дарсли збувна од бес кога виде дека некој од нив воопшто и не беа млади. Види, оној човек мора да е постари од него, а се облекол во наметка зелена како трева. Каква дрскост! Тогаш му текна дека ова мора да е некаква глупава реклама. Луѓе во сигурно собираа пари за некоја добротворна цел. Да, тоа ќе да е. Автомобилите пред него тргнаа и по неколку минути тој стаса на паркингот од својата фирма, каде дупчалките си го зазедоа местото во неговите мисли. Дарсли секогаш седеше свртен со грб кон прозорецот од својата канцеларија на 9-тиот кат. Да не беше така, тоа утро ќе му беше тешко да се сконцентрира на дупчалки. Не ги забележа бубовите кои пикираа сред бел ден, но луѓето по улиците покажуваа со прст на нив и зјапаа со зинати усти додека бубовите еден по друг летаа над нивните глави. Повеќето од нив немаа видено жив був ниту ноќе. За разлика од нив,
Дарсли мина едно совршено, нормално, безбувно утро. Се развика на 5 мина луѓе, заврши неколку важни телефонски разговори, потоа викаше уште малку. Беше многу добро расположен, се до паузата за ручек, кога реши да си ги протегне нозете до пекарата од спротива. На луѓето во наметки се сети дури кога мина крај една група што стоеше до пекарата. Ги погледна налутено. Не му беше јасно зошто, но му пречеа. И овие возбудено шепкаа нешто, а не можеше да забележи ниту една касичка за доброволни прилози. Кога излезе од пекарата со голема крофна во хартиено кесе, успеа да фати неколку збора од нивниот муабет. Потерови, токму така слушнав. Да, нивниот син Хари. Дарсли се смрзна. Го преплави страв. Ги погледна шепкачите, не баре сакаше да праша нешто, но се премисли. Јурна назад преку улицата, со трчање се качи до канцеларијата и викна на секретарката да не го вознемирува. Го грабна телефонот и почна да го бира домашниот број. Но пред да ја заврти последната цифра, пак се премисли. Ја спушти слушалката и потонат во мисли почна да ги мазни мустаките. Не. Ова беше навистина глупаво од него. Потер не беше ретко презиме. Сигурно има многу Потерови чии синови се викаат Хари. Кога добро размисли, веќе и не беше сигурен дека неговиот внук воопшто се вика Хари. Никогаш го немаше ни видено. Може да беше Гари или Бари. Немаше зошто да ја секира господја Дарсли. А таа и онака излегуваше од кожа кога некој ќе ја спомнеше сестра ја. Сосема ја разбираше. Не дај Боже да имаше тој таква сестра. Ама сепак, овие луѓе со наметки. Тоа попладне му падна многу тешко да се сосредочи на дупчалките, а кога во 5 часот излегуваше од зградата, беше толку потонат во грижи што се удри во еден човек пред излезот. Простете, промрмори. А ситното старче се затетерави и одвај се додржа да не падне. Дарсли дори тогаш забележа дека човекот носи виолетова наметка. Старчето воопшто не се налути што за малку ќе завршеше на земја. Сушност лицето му го огреа широка насмевка и со пискав глас тој го привлече вниманието на минувачите. Рече: Не се извинувајте, мил мој, зашто денеска ништо не може да ме налути. Радувајте се, зашто знаете кој најпосле си замина. Дури и нормалец како тебе треба да го слават овој среќен ден. Потоа старецот го прегрна околу половината и си замина. Дарсли се здрви. Беше прегрнат од непознат човек, беше наречен нормалец, што и да значеше тоа. Беше потресен. Побрза кон автомобилот и тргна дома, посокувајќи сето ова да е само плод на неговата фантазија, што никогаш порано му се немаше случено, зашто не одобруваше фантазирање. Прво нешто што му падна во очи додека се паркираше на патеката од број 4, а тоа воопшто не му го поправи расположението, беше мачката што ја забележа утрото. Сега си седеше на оградата. Беше сигурен дека е истата. Имаше истите шарки околу очите. Чит! Извика гласно. Мачката не се помрна. Само строго го погледна и Дарсли се запраша дали е нормално мачка да се однесува така. Влезе дома обидувајќи се да се соземе. Се уште беше решен ништо да не ја кажува на жена си. Незиниот ден беше поминал сосема обично. Додека вечера му раскажа се за проблемите што комшивката ги има со ќерка си, како и дека Дадли научив нов збор. Нема. Дарсли се обидуваше да се однесува нормално. Откако го легнаа Дадли, тој се премести во дневната соба точно на време да го чуе крајот на вечерните вести. И на крај, наблюдувачите на птици во земјата не известија дека денес бововите се однесувале многу чудно. Иако тие обично ловат ноќе и преку ден ретко се забележуваат, денес стотици бувови беа забележани како летаат во разни правци уште од изгресонце. Експертите не можат да објаснат зошто бувовите одеднаш го смениле своето однесување. Спикерот си дозволи широка насмевка, па продолжи. Многу загадочно. А сега да го чуеме Джим Мекгафен со прогнозата за времето. Ке врнат ли бувови и вечерва, Джим? Па, Тед, не сум сигурен, но денес не се однесуваа чудно само бубовите. Гледачи од Кент, Јоркшир и Данди ми се јавуваа во текот на целиот ден да ме известат дека место дождот што им го ветив синоќа, кај нив се истуриле звезди. Веројатно некој поранил со огнометите оваа година. Да ве потсетам дека ноќта на огномети е дури следната недела. Но вечерва ви ветувам сигурен дожд. Заврши метеорологот. Дарсли седеше вкочането во фотелјата.
Звезди опашалки низ цела земја, бувови што летаат преку ден, таинствени луѓе во наметки насекаде низ градот и шепот. Шепот за потерови. Господја Дарсли влезе во собата со 2 шолји чај. Не биваше, мораше да ја каже. Се накашла нервозно. Петунија, мила, одамна се немаш чуено со сестра ти, нели? Како што ја очекуваше, жена му го погледна вчудовидено и налутано. Па тие обично се преправаа дека таа нема сестра. Не, остро одговори. Зошто? На вестите кажаа необични работи. Бувови, звезди опашалки, имаше и чудно облечени луѓе во центарот денеска. Па? Отсечно праша таа. Ништо, само помислив да нема тоа некаква врска со, знаеш, тие неизините. Господја Дарсли сркна од чајот со собрана уста. Нејзиниот сопруг размислуваше дали да собере храброст и да ја каже дека го слушнал името Потар, но свати дека сепак не е толку смел. Место тоа, колку можеше понезаинтересирано праша. Нивниот син сега е колку Дадли, нели? Веројатно, суво одговори господја Дарсли. А како му беше името? Гари? Хари. Одвратно, обично име, кога веќе прашуваш. Да, секако. Му се стегна срцето на Дарсли. Сосема се согласувам. Не спомнаа веќе ништо на таа тема и тргнаа да се легнат. Господјата влезе во бањата, а Дарсли се прикраде до прозорецот и дзирна во дворот. Мачката се уште си седеше на зидот и не го тргаше погледот од лицата. Чиниш чекаше нешто. Му се причинуваа ли нешта што не постоја? Можно ли е Потерови на вистина да се вмешани во сето ова? Ако се дознае дека се во роднински врски, тоа нема да може да го издржи. Кога си легна, жена му веднаш заспа. Но Дарсли долго лежеше буден и повторно ги превртуваше сите настани низ главата. Последната утешителна мисла што му мина низ главата пред да заспие, беше дека дури и да беа Потерови вмешани во сето ова, нема зошто тие да се најдат во близина на неговото семејство. Тие многу добро знаеа што мислат тој за Петунија и нивната сорта. Не гледаше како е можно тој и неговата сопруга да се вмешаат во што и да е. Се прозевна и се заврте. Што и да се случуваше, нив тоа не ги засегаше. Колку многу грешеше. Дарсли веќе паѓаше во немирен сон, но мачката седната на оградата не покажуваше знаци на поспаност. Чиниш беше статуа со очи заковани нагло од улицата Привет Драйв. Не трепна никога тресна некоја автомобилска врата на другата улица, никога 2 бува и прелетаа над главата. Сушност, наближи полноќ пред таа воопшто да се помести. Еден човек се појави на аголот што мачката го вардеше, толку ненајдено и тивко, како да изникна од земја. Опашката на мачката затрепери, а очите ѝ се стеснија. Никогаш ваков човек не беше виден на улицата Привет Драйв. Беше висок, слаб и многу стар, судејќи по среброто на неговата коса и брада кои беа доволно долги да ги пикне во појасот. Носеше долга облека, пурпурна наметка што досегаше до земја и чизми со високи подпетници и токи. Очите му беа светлосини, блескави и се искреат зад полукружните стакла на очилата, а носот му беше долг и толку грбав како да бил скршен барем на 2-3 места. Името на овој човек беше Албус Дамблдор. На Албус Дамблдор не му беше јасно дека се нашол на улица каде целосно од името па до чизмите беше непожелен. Беше зафатен со пребарување на наметката, но одеднаш, чиниш сети дека е наблюдуван, погледна право во мачката што зјапаше во него од другата страна на улицата. Од само нему позната причина, гледката го развесели. Се насмеа и си промрмори. Требаше да предпоставам. Во еден од натрешните џебови го најде она што го бараше. Предметот личеше на сребрена запалка. Го турна капачето, го крена предметот високо во воздух и штракна. Најблиската улична лампа се згаси со тивок дзун. Кога повторно штракна, следната светилка потона во темнина. 12 пати штракна со згаснувалката и на крајот единствени светла што останаа во целата улица беа очите на мачката што го наблюдуваше. Ако сега некој погледнеше низ прозорецот,
па дури и господја Дарсли со нејзините светкави очи не ќе можеше да види што се случува на тротоарот. Дамблдор ја мушна згасувалката во наметката и тргна кон број 4, каде седна на оградата до мачката. Какво пријатно изненадување, професор МcGonagall. Се сврте кон мачката со насмевка, но нејзе веќе ја немаше. На нејзино место седеше жена со прилично строг изглед и со очила чии четвртести рамки потсетуваа на шарките околу очите на мачката. Беше облечена во наметка со смарагдна боја, а косата ѝ беше цврсто свиткана во кок. Изгледаше прилично накострешено. Како ме препознавте? Праша. Драга моја професорке, никогаш не сум видел мачка да седи толку здрвено. И вие би биле здрвени да седевте на зид цел ден, одговори професорката. Цел ден? А можевте да прославувате некаде. Поминав барем покрај десетина прослави и забави дори стасав овде. Професорката налутено дувна низ носот. Па да, сите слават, рече со неодобрување. Човек мисли ќе бидат препазливи, а тие дозволија дури и нормалците да забележат дека нешто се случува. И навести кажаа, покажа со главата кон темниот прозорец од дневната соба на Дарсли. Убаво слушнав, ја табувови, звезди опашалки, па не се ни тие сосема безум, мораше да забележат нешто. Порој од звезди во Кент, се кладам дека тоа бил Дедолус Дигл. Никогаш немал чувства за умереност. Не можеме да ги обвиниме, Дамблдор рече благо. Минативе 11 години немавме многу причини за славење. Знам, рече професорката МcGonagall разраснето. Ама нема потреба да се изгуби главата. Крајно се невнимателни. Се шетаат по улиците сред белден и раскажуваат кој што слушнал. Барем да се потрудеа да обличат обични алишта. Го погледна Дамблдор строго од страна, како да очекуваше некаков одговор. Но кога тој не рече ништо, таа продолжи. Баш би било згодно, истиот ден кога знаете кој најпосле исчезна, нормалците да дознаат за нас. Мислите ли дека тој навистина замина, Дамблдор? Така се чини. Треба да бидеме многу благодарни. Сакате ли кики? Што? Кики? Бомбони што нормалците ги прават многу добро. Не, благодарам, ладно одговори професорката. Веројатно мислеше дека сега не е момент за кики. Дури знаете кој навистина да се заминал. Мила моја професорке, зарем разумна жена како вас не може да го именува? Сета ова, знаете кој глупост. 11 години се обидувам да ги убедам луѓето да го викаат по име. Волдеморт. Професорката се стресе, но Дамблдор кој се обидуваше да одвои 2 залепени бомбони не покажа дека го забележа тоа. Само уште повеќе ги заплеткуваме работите со тоа што го викаме. Знаете кој. Не разбирам зошто треба да се плашиме да му го изговориме името на Волдеморт. Знам дека не разбирате, одговори професорката МcGonagall со глас што истовремено одразуваше и разочарување и воски. Вие сте поинаков. Сите знаат дека знаете кој. Ох, добро. Волдеморт единствено од вас се плаши. Ми ласкате, рече Дамблдор мирно. Волдеморт има моки што јас никогаш нема да ги имам. Само затоа што сте премногу благородни за да ги употребите. Среќа што е темно. Немам олку многу поцрвенето уште од времето кога мадам Пофлин ми ги пофали греачите за уши. Но професорката го погледна Дамблдор сериозно и рече. Кружењето на бувовите не може ни да се спореди со гласините што кружат наоколу. Знаете ли што зборуваат сите? Зошто тој исчезнал? Што било тоа што конечно му застанало на патот? Се чинеше дека професорката конечно стигна до темата која со нетрпение ја чекаше. Вистинската причина што денот го мина в кочанета на тврдиот студен зид. Никако мачка, никако жена го немаше погледнато Дамблдор со толку продорен поглед како сега. Беше јасно дека не сака да поверува во гласините, се додека Дамблдор не ги потврди. Меѓутоа тој беше зафатен со одвикнување на уште едно кики и не ја одговори веднаш. Сите велат, продолжи таа упорно, дека синоќа Волдеморт отишол во домот на Потерови во Годри Холл. Велат дека Лили и Джеймс Потер се. Дека се двајцата мртви. Дамблдор ја наведна главата. Професорката тивко офна. Лили и Джеймс. Не можам да поверувам. Не сакам да поверувам. О, Албус.
Дамблдор ја потапка по рамото. Знам, рече тој со натажен глас. Гласот на професорката трепереше кога таа продолжи. Тоа не е се. Вела дека се обидел да го убие и синот на Потерови, Хари, ама не успел. Не можел да го убие детето. Никој не знае зошто и како. Но вела дека моќта на Волдеморт некако се стопила кога не успел да го убие Хари Потер и дека затоа исчезнал. Дамблдор климна со главата нажален. Тоа е вистина, пелтечеше професорката. По сите негови злодела и сите луѓе што ги уби, не можел да убие едно мало дете? Просто неверојатно. Од сите нешта на овој свет, Господи Боже, како успел Хари да преживее? Можеме само да нагаѓаме, рече Дамблдор. Веројатно никогаш нема со сигурност да знаеме што се случило. Професорката извади тантелено марамче и почна да си ги брише солзите под очилата. Дамблдор гласно шмркна и извади златен часовник од џебот. Беше тоа многу чуден часовник. Имаше 12 сказалки, но не и броеви. Место броеви, околу внатрешниот раб кружија мали планети. Но Дамблдор очигледно разбираше што покажува, зашто откако го погледна го врати во џебот и рече: Хагрид доцни. Патем, тој ли ти кажа дека ќе ме најдеш овде? Да, зарем нема да ми објасниш зошто си вечерва токму на ова место? Да го оставам Хари кај тетка му и тетин му. Тие му се сега единственото семејство. Не мислиш? Сигурно не мислиш на луѓето што живеат овде? Извика професорката, скокна на нози и покажа на бројот 4. Дамблдор, немој, ги гледав цел ден. Нема други луѓе што се поразлични од нас. А имаат едно детиште, ја клоцаше мајка му цело време додека одеа по улицата и пискаше да му даде бомбони. Хари Потер да живее овде? Тоа е најдобро за него, рече Дамблдор со цврст глас. Тетка му и тетин му ќе му објаснат се кога ќе порасне. Им напишав писмо. Писмо, изусти тивко професорката и седна назад над зидот. Мислиш дека се во ова може да се објасни во писмо? Тие луѓе нема никогаш да го прифатат. Тој ќе биде славен, вистинска легенда. Не би се чудела денешниот ден да биде прогласен за празник. Ќе се пишуваат книги за Хари. Сите деца ќе го знаат неговото име. Точно, рече Дамблдор наблюдувајќи ја професорката сериозно над горниот раб од своите очила во форма на полумесечени. Доволно да му е замае главата на секое дете. Славен пред да научи да оди и да зборува. Славен заради нешто на кое нема ни да се сеќава. Не гледаш ли дека ќе му биде подобро да расте понастрана од сето тоа, се додека не дозрее доволно за да може да го разбере? Професорката ја отвори устата да му одговори, но се премисли, проглутна и рече: Да, во право си се разбира. Но како детето ќе стигне до овде? Таа ја погледна на метката на Дамблдор сомничаво, не баре помисли дека го крие Хари под неа. Хагрид ќе го донесе. Мислиш ли дека е разумно да му се даде на Хагрид задача од таква важност? На Хагрид би му го доверил и собствениот живот, возрате Дамблдор. Не велам дека е лош, но не можеме да замижиме пред неговата неодговорност. Понекогаш, што е ова? Тивко брмчење наруши темнината што ги обвиваше. Постепено стануваше се погласно и тие се обзрнаа нагоре и надолу по улицата да видат дали наближуваат некакви фарови, но во следниот момент брмчењето нарасна во ужасна бучава и ги натера да погледнат кон небото, од каде се појави огромен мотор и се спушти на улицата пред нив. Ако моторот беше огромен, сепак не можеше ни да се спореди со човекот што седеше на него. Беше речиси 2 пати повисок од обичен човек и барем 5 пати поширок. Се чинеше преголем за да биде вистински и многу див. Долги прамени и неуредна црна коса и брада му го крија поголемиот дел од лицето, дланките му беа големи колку капаци од канта за ѓубре, а стапалата во кожни чизми личеа на млади делфини. Во джиновските мускулисти раце држеше врзовче од кебенца. Хагрид, со олеснување се издиши Дамблдор. Најпосле, кај го најде моторов? Го позајмив, госпон професоре, рече и джинот внимателно се симна од моторот. Од младиот Сириус Блек, го донесов, господне. Имаше ли проблеми? Не, госпон.
Куќата беше срамнета со земја, но го изваев пред нормалците да почнат да се собираат. Заспа дури летавме над Бристол. Дамблдор и професорката Мегонагал се наведнаа над купчето кебенца. Во нив едва и видливо лежеше мало момчице, цврсто заспано. На челото под прамен од коса црна како ќумор забележаа свеж сасек со необична форма на молња. Тука ли го погодил? Праша професорката. Да, таа лузна ќе ја носи за секогаш. Не можете ли да сторите нешто, Дамблдор? И да можам, не би сторил ништо. Лузните се корисна работа. И јас имам една и ми врши многу работа. Совршена копија на лондонската подземна железница. Па, Хагрид, дај ми го. Ајде побрзо да завршиме со ова. Дамблдор го зеде Хари в раце и се сврте кон куќата. Може да се поздравам с него, госпон? Праша Хагрид. Ја наведна огромната бушова глава над Хари и на детското лице спушти еден бакнеш што сигурно беше многу влакнест и многу боцка. Веднаш потоа почна да завива како рането куче. Шш! Просуска професорката. Ке ги разбудиш нормалците. Простите, липаше Хагрид. Извади големо точкасто марамче и го закопа лицето во него. Не можам да поверувам. Лили и Джеймс мртви, а кутрото мало оди да живее со нормалци. Да, многу жално, но присобери се, Хагрид, оти ќе не откријат. Шепотеше професорката галејќи го по раката со брзи движења. Дамблдор го пречекори нискиот зид и се приближи до предната врата. Го положи Хари нежно на прагот, извади едно писмо од наметката, го мушна во кебенцата и се врати назад. Цела минута тројцата стоеа и гледаа во малиот врзоп. На Хагрид му се тресеа раменјата. Професорката нервозно трепкаше, а сјајот во очите на Дамблдор не баре згасна. Па, тоа е се, најпосле рече Дамблдор. Нема веќе што да правиме овде. Можеме да се придружиме на некоја прослава. Да, рече Хагрид со заривнат глас. Да му го вратам моторов на Сириус. Добра ноќ, професорке. Госпон професоре. Бришејќи ги очите од кои течеа потоци солзи со ракавот, Хагрид се фрли на моторот и го запали со еден удар на ногата. Со бучава се крена во воздухот и исчезна во ноќта. Ке се видиме, ја поздрави Дамблдор професорката, во одговор таа само го издува носот. Дамблдор се сврте и тргна по улицата. Застана на аголот, ја извади сребрената згаснувалка и штракна. 12 топки за светлина побрзаа кон своите улични лампи, па улица Привет Драйв блесна со портокалова светлина токму во моментот кога една мачка шмугна зад аголот на другиот крај од улицата. Среќно, Хари, промрморе Дамблдор. Се сврте на петиците, замавна со наметката и исчезна. Ветерче ги разбушави подкастрените живи огради на улицата што лежеше молчалива и уредна под мастилавото небо, последно место на земјава каде би можеле да се случат необични нешта. Хари Потер се сврте во своето кебенце без да се разбуди. Со едното раче го дофати пликот што лежеше до него и продолжи да спие без да знае дека е посебен. Без да знае дека е славен и дека по неколку часа господје Дарсли ќе ја отвори вратата за да ги извади шишињата за млеко и ќе го разбуди со својот вресок, дека ќе мора да го издржи бодењето и штипењето од братчето Дадли во следните неколку седмици, не можеше да знае дека во истиот момент луѓето кои во тајност се среќаваа низ целата земја ги креваа чашите и му наздравуваа со прибушен глас. За Хари Потер, детето што преживеа.